По 8-часовна битка со огнените јазици во местноста Заград крај Прилеп, а кои избувнаа вчера околу 16 часот, од полноќ пожарот е локализиран. Бидејќи се уште се активни најмалку 3 жаришта, а и заради периодичните посилни налети на ветар, овие критични точки продолжуваат да се чуваат, како не би дошло до повторно разгорување на огнот и загрозување на имотите кои се наоѓаат во подножието на планината или пак на репетиторот кој е високо на врвот. Едното жариште што оди, тоа е најкритично што оди према репетиторот, и ако појди на тој дел од репетиторот, после преминува према манастирот Трскавец. Ако треба дополнителни сили од страната на ТПП ќе се ангажираат, меѓутоа моментално имаме 8 лица, 3 од ТПП, 2 имаме од водовод и 3 од 2 од комуналици и 3 од водовод, со 2 возила кои што работат на лице место. До сега нема пријавено материјални штети на изгорени објекти, во ниеден случај, ни во текот на вчерашниот ден, и за сега манастирот не е во никаква опасност. Според Аврамовски, денеска жариштата се наоѓаат во непристапен и главно карпест предел, каде има само грмушки и сува трева, а зафатената површина првично се проценува на околу 20 хектари. Ова не е прв пат на овој простор овде да се појавуваат пожари. Истата слика ја има речиси секое лето. Токму и заради тоа големи се сомнежите дека овие пожари настануваат или од човечко невнимание, или пак се предизвикани намерно. Дека човечкото невнимание, најчесто при палењето стрништа, треви и меги, или пак нечија свесна намера да се предизвика пожар, можат да бидат главната причина за опожарувањата, се сомневаат и надлежните. После од полето тргнува да оди во повисоките делови, односно да зафати површини кои што се со шума, како што беше во текот на вчерашниот ден во село Кошино, кој што е појавено околу 14:35 часот при мене пријавата. Мислам се рашина тромеџето помеѓу селата Кошино, Лажани и Дебреште, и беа ангажирани и воздухоплови, значи 2 воздухоплови и ретрактори од Дирекцијата за заштита и спасување, кои направија по 5 налета, односно фрлија вкупно 10 водени бомби. Во текот на ноќта пожар бил пријавен и во атарот на долненското село Белополе, каде веднаш по неговото неутрализирање во раните утрински часови стигнала и втора дојава за нов пожар во атарот на истото село. Од ДЗС апелираат граѓаните максимално да се придржуваат до мерките предвидени со кризната состојба за ограничено движење низ шумите.